Почнуваме со емисијата, како што најавивме, тука е професорот Илија Ацевски. Професоре, добре дојдовте во студио 10. Добре дојдов. Вчера се одржа првиот академски част, се појави и премиерот Ковачевски, министрот за образование Јетно Шакири, отидоа на универзитетите, велат дека владата инвестира многу во високото образование, инвестира многу во студентите. Целта им е студентите да останат дома, да не одат надвор. Велат дека состојбата се подобрува. Телевизија 24 вчера па направи едно мало мини истражување на терен. Студентите велат дека состојбата не е баш таква како што вели власта, велат дека стандардот е далеко добар, има многу проблеми. Ки ги видиме овие страни, но еве за вас како прво прашање, како гледате вие на тоа, каде ни оди високото образование? Јас имам можност да интерес едно 7-8 години повеќе да го истражувам. Особено оној период после Болонјскиот, кога помина еден циклус на студии, 4-6, како беше, 7-8 години. Целта беше да ги видиме ефектите од воведувањето на нов систем на студирање и Болонјскиот, односно процес. Требаше на некој начин да го подигне степенот на квалитетот, би рекол, на образование, и тие истражувања тогаш, 2012, 13, 14 година, покажа еден обратен, би рекол, процес. Нешто кое е неочекувано, наместо тоа да се барем подобро во тие основни компоненти, би рекол, и составни делови, што го сочинува високото образование, значи истражување, подучување, работа со студенти и така натака, се покажа дека не е така. Мислам, не само што не е, туку се спушти тој квалитет барем за, ајде не речам, за 40-50, така, импровизирам, али за многу, во таа смисла. И после тоа има можност да видам уште еднаш, веќе направив 2 студии, 2 дела на таа книга Универзитет на распеќе, се обидов тоа да го повторам на некој начин, и тоа создаде еден голем отпор кај тие раководства и за оки мене ме интересираше пред се, не. Вие таму работевте, творевте целиот свој работен век, да. И во таа смисла ова што сега тоа е секоја година се тие манифестација, не. Сакам да ве прашам, професоре, ќе му дадат едно значење во таа смисла, но и толку. Дали ги идентификувавте причините за падот на квалитетот после воведувањето на Болонја? Како не? Ја идентификував повеќе причини, меѓу кои што науким, тогаш зборувам пред едно 7-8 години, веќе беше формиран еден, ја го така се нарекува, тој една системска корупција, велиме ние, во високото образование. Тоа значи дека кога говорите за коруптивен систем, не е само подкупот, значи 100-200 евра, 500 евра и така натака, продале часова, испит и така натака. Тука едноставно падот на квалитетот, нема настава. Пазете, нема асистенти, нема вежби. Професор со не знам колку часови, со десетици, јас се пензионирам со 18 предмети. Чекайте, има еден имаше 35 предмети. По 25 часа неделно и така натака, тоа е тој коруптивен систем. Он не произведува, и кога се формира таа, како велиме ние, на приватно-јавна сфера во високото образование, државата финансира, да речеме, 20 студенти, ние запишуваме уште 100 студенти плюс, да речеме, на групата. А нема кадар. Тие плаќаат доста на почетокот, околу 2000 евра, после 1000 евра, секој семестар, 500 евра и така натак, се собира огромни средства. И се создаде една, би рекол, една, така, како да наречам, една, ајде да наречам, профитна еуфорија кај наставниците, така, високи плати, платоци, премии и така натака, што седа тоа сега резултира после 5-6 години во тотален пад на системот. Тоа е една од, значи има едно, барем, можам да набравам едно 10 причини, кои главно го однатре го руинира системот. Сега веќе немате каде, како ќе го реновирате? Може само да укинете групата, и тоа не може да го направите, видејќи што ќе правите со оние стотици студенти кои се веќе тука, на некој начин, и сега тоа се создава едно како тоа тлее, така. Ова се тоа што друго, тоа е една манифестација, еве ние се грижиме и така натака, но некакви посуштински поместувања
za kvalitetот, зборувам за УКИМ пред се, нема, не зборувам за приватните универзитети кои знаете за што се говори, на некој начин, но УКИМ кој што абсорбира негде 80% од студентите во Македонија и се смета за, чисто еден голем, и е тоа универзитет во Македонија. Значи, нема практично, не можам да наведам ниеден аргумент, факт пред се кој упатува на тоа дека на УКИМ нешто во тој поглед се подобрува. Добро, тоа отприлика го кажуваат и бројките и податоците, па така според последното рангирање на Шангајската листа, меѓу првите 1000 универзитети нема ниту еден универзитет од Македонија. Тука веднаш, како што вие велите, го ставаме УКИМ како репер, после останатите. Значи УКИМ не е ни меѓу првите 1000 на Шангајската листа. Од друга страна, видов едно интервју меѓу последните дадено на ректорот на УКИМ, каде што тој вели, ние работиме напорно за да студентите да останат тука, да не одат во странство. Тоа не е приоритет. Сега, ми се чини дека овие податоци со овие, ајде да речеме, декларативни заложби не одат некако заедно, како да не се синхронизирани. Ова сакам да го потенцирам, ако високото образование не е сфера сама по себе. Вие ќе кажете автономен универзитет и што мислите тука, не? Во таа смисла да. А во Македонија конкретно, кога говориме за високо образование, се искинати тие врски помеѓу она што значи економија, стопанство, институции и така натака. Вие образовате кадар, јас знам, не можам да зборам за целиот универзитет, барем ономо каде што припаѓам во социјалните науки, например, во некои делови, а по програми и содржини кои што се одавна надминати. Мислам, како да ви кажам, они не комуницираат со сегашност, со стварност, и тие кога дипломираат студентите практично тешко може некој да ги ангажира, да ги употреби, односно да се вработат некаде да бидат корисни за ономо каде што институција не е. Јас знам, сеќавам еден податок многу интересен во Словенија на времето, колку пред падот на социјализмот, тие веле вака, нема во Словенија ни едно подобро предпријатие, поголемо, кое што нема, да речеме, социолог, така, психолог. Она екипи кои што се грижат и за малце другите елементи, за здравјето на луѓето, да речеме, и за самото како тоа функционира системот. Овде, имате, ја имам некои податоци за некои институти, групи, над 80% тие што дипломираат не работат за тоа што се способени. За што говориме всушност? Тука дури можете вие да исперете, да речем, таа одговорност како универзитет, па добро, ние произведуваме кадар кој што не работи во стопанство така. И што да правиме? Затоа што тука се создаде една, затоа говорам да тој коруптивен систем на корупција, се создаде една лежерност, една неодговорност во таа смисла. Никој не може да ги повика тие луѓе на некој одговорност. Конформизам. Дури јас едно време се залагав и сега сметам дека тоа може би едно најевтино, најбрзо и најефикасно решение да се формира една комисија, тело компетитивна, која што на некој начин ќе ги преоценува оние кои ќе дипломираат и да им каже на тие институти, групи, дека вие производите кадар кој што е апсолутно потребен и непотребен. Ако не е потребен, ако продолжите, ќе бидете затворени, ќе носите некои санкции и така натака. Тоа може да го направи државата. Зашто државата е таа која што финансира, да не говорам за приватните универзитети, кои што е веќе свет сам по себе, некој, она што се говори вака, тоа е, не знам, не можам да ја помислам дека е така. Да, лажни дипломи се штанца. После тука едно решение, тоа се применува као што иде во некој држави, тоа е многу брзо, тоа е ефикасно, многу ефтино, така, и барем за неколку години она ќе ги исфрли тие резултати и ќе даде на знаење дека ова речете го дека може да некоја гаранција дека ќе подобри квалитетот на студија. Тука лежи едно од тие. Имаше порано податоци дека се користат се уште учебници од поранешна Југославија. Постаат ли се уште тие? Има, се уште има. Отворете ги на некои програми, ќе видите барем во мојата област ова литература и трудови кои што они не се во, како да ви рекол, во контекст на едно модерно живење, не, онаму каде што пристапот до базата на податоци е скоро, не знам сега нешто се правеше на УКИМ да биде достапен, не се користи нова технологија на учење. Зошто, професоре, еве 30 години сме самостојна држава, зошто никој не направил нов учебник таму каде што се користат? Каде е проблемот? Сите тие институти, видите да направите учебник кој добар учебник, не бара голема посветеност, голема работа.
Добро, но сепак за 3 децении изборуваме, не изборуваме за... Ја во мојата област, ние неколку од нас направивме нешто, јас тоа еве чисто зборам за себе и за некои од овие од тие колеги некои што предаваат долго време не направи учебници, мислам. Сега што е учебникот? Вие тој да му приопштите сознанија, резултати кои него ќе воведат во сферата на една наука, не така во област. Ако вие тоа не му го возможите на таков систематски начин, да го тој тоа засака, тешко има студија, верувајте. И се сведува повеќе на нешто од, речете го, од Facebook, ајде да речем од овие мрежите, нешто, некоја скрипта, ако има некоја така, нема литература, да отворете го, се гледа тоа, не може вие да користите литература пред 15 години. Пазете. Внимавајте. Во вакво едно динамично време, не? Да, толку брзо се менуваат работите. Па еве, имаше едно истражување каде што вели вештините што ги стекнуваат студентите наскоро ќе бидат непотребни. Вештачката интелигенција работи подобро него студентите кои излегуваат, кои дипломираат. И ова во контекст на ова што го зборувате, дека програмите веќе беа застарени, сега доаѓа уште побрз еден развој, имаме вештачка интелигенција која веќе работи што ги работат луѓето. Па тука е клучот сушност. Она што го говорев пред малку за тој болонски процес. Ако вие како институција, како наставник или оној кој што врши таа дејност, не му пристапи на студентот како индивидуа, како личност, да го воведе на некој начин, се е изгубено. Вие не можете да имате порано сега, душа сега веќе некои работи се многу променети и кога говориме за тие промени, ние тешко можеме да ги следат тие ова. Студентите ги следат тие вака малце површно во смисла на, да речеме, користење на самите мрежи, на користење на интернет и така натака, но повеќе и помалку би рекол како една, како би рекол, работа која што тој го прави многу пасивен во самото учење. Оти имаше и такви, ја да кажам еден пример, која почна и сега видов едно истражување, баш за речето за вештачка интелигенција, колку професорите во средните училишта се надвор од тоа, најголем дел, тоа што кога бев, ова беше кога почна да се користат паметни телефони. Ние не знаеме што се случува всушност и како фино студентите припишуваат звучени, писмени, така да гледате, неверојатно, а не може да склопи ни една реченица. Да, тоа се негативните аспекти на тоа се негативните аспекти. Да. Јас зборувам за тие, кога говориме за тие позитивни енергии, за таа позитивна страна, како таа технологија или тој пристап го направи да биде продуктивен, креативен за самиот студент, не оној кој што учи, тука е веќе големо нешто. Ја мислам дека во добар дел на овие многу институти тоа нема никаква представа, појма не. Професоре, за да еве на пример на некој начин да ја заокружиме приказнава за високото образование, бидејќи сте социолог, да ја видиме и големата слика, што вели тоа за општеството? Ако високото образование, кое треба да биде клетка на развојот, клетка за идните генерации, за идните кадри, е такво како што вие велите, еден корумпиран систем кој не може да мрдне од нула, туку оди во негатива некаква. Што зборува тоа за целото општество? Па еве, со зборува од оваа криза во која што ние денеска сме заплеткани. Мислам, оваа состојба во Македонија, еве, ако се согласуваме со тоа дека сме веќе навлезени во една системска криза, меѓу другото е и резултат на високото образование. За квалитетот, затоа што резултатите од високото образование, они, мислам, како што се ваки, како што се, они доаѓаат негде за едно 10 до 15 години до полн израз, веќе кога се формираат генерации и кога започнува смена на оние, како би рекол, генерацијска, не, некои заминуваат во пензија или не знам што, доаѓаат нови генерации и тие ги пополнуваат тие клучни места на управување. Една од тие причини, и тоа не е џабе, мислам, не, тоа се, како велат ова, ако сакаш да упропастиш држава, упропасти образованието, тоа е најкраткиот пат да се соочите со тешки проблеми кои што се соочува денес Македонија. Да, добро, ајде за... Ја можам да речем во таа смисла, можам да говорам во некои сфери, еве, што сум работел конкретно, да речеме во екологија, во планирање на градот, не, се имате една нова група на, како би рекол, нов
нова тип на планери кои што ја нема таа глобална представа, широка слика на градот, не. Тука едноставно за некои аспекти Делчиња нема таков кој што може тоа да го спои во една функционална целина, би рекол, кој ќе кажете град, например, една демонстрација. Тоа е, меѓу другото, резултат на самото образование. Веќе ги нема тие области на архитектонски факултет, не, или оние области кои се сега на социјалните науки, не, тие кои што значат едно меѓусебно испреплетување и поврзување на содржините. Така? Да, добро, пред да продолжиме и да ги видиме овие проблеми за кои што зборуваме, за тие општествени девијации, да го видиме прилогот на телевизија 24 кој го подготви колешката Елизавета Дамјановска-Спасеновска за првиот академски час за состојбите во високото образование, пак ќе продолжиме со разговорот. Со свечаност и врачување на индексите на најдобрите 11 студенти на медицинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје, денеска започна првиот академски час. Председателот на владата Димитар Ковачевски на студентите им порача дека следува подобар живот за студентите во Македонија, почнувајќи од студентските домови, а потсети и дека има зголемување на цената на студентскиот оброк. Сепак студентите не се согласуваат со тврдењето на премиерот. Тие тврдат дека условите во студентските домови се несоодветни за живење. Еве сега добивме информација дека многу студенти од студентскиот дом Гоце Делчев се одбиени, особено студенти кои се од социјално загрозени семејства или деца со еден родител, или пак студенти кои нема добри контакти помеѓу управата на студентскиот дом Гоце Делчев како и самото Министерство за образование. Конкретно имаат стигнато и поплаки за студентските домови, кое што го имам и потврдено во лични разговори со моите колеги кои што се и постари, кои што доаѓаат од другите градови од Македонија освен од Скопје и немаат друг избор, односно мораат да се сместени во студентски дом. Покрај подобрување на условите во студентските домови, студентите бараат да не се укинува појадокот во домовите. Министерот за образование и наука Јетон Шакири вели дека за укинувањето на студентскиот појадок ќе ги почека анализите на студентскиот дом. Целта на студентскиот оброк и на законот е дневен трошок за студентите. Затоа и студентите ќе треба по дневен основ да ги трошат тие буџетски средства. Студентите се согласни дека оброкот не смее да се укине, а средствата за студентскиот оброк да не се повлекуваат од сметката доколку не се искористат истиот ден. Доколку веќе се издвојуваат средства за студентите, не постои причина зошто тие би се враќале назад во државната каса, бидејќи доколку вие не ги искористите 140 денари кои се вам дадени на картичката, тие веднаш се враќаат назад. Тогаш нема поента да одвоиме пари за студентите ако Министерството има задна намера дел од тие пари да ги врати. На почетокот кога се активиравме по ова прашање, студентскиот оброк беше на ниво кое што не дозволуваше едноставно да се купи еден задоволителен обемен оброк за студент кој што учи, се троши енергија и така натаму. Забележавме некое зголемување, забележавме картички за студентски оброк, но сепак мора да се гледа во насока на подобрување на условите на студентите и неограничување на истите. Значи да не се повлекуваат парите назад доколку студентот не ги искористи. Студентскиот живот го отежнуваат и листите на чекање за прием во студентските домови. Според кажувањата на студентите, многу студенти се уште се во неизвестност дали добиле соба во некој од студентските домови или пак треба да си бараат цимери за приватно сместување. Да, ете тоа за состојбите во високото образование представени преку првиот академски час. Ние тука ги анализиравме со професорот. Професор, како што кажавме, високото образование е клетка на општеството, се одразува на другите работи. Оно што друго актуелно се случува, тоа е нешто што веќе со месеци се врти како тема, тоа се евентуалните уставни измени за ставањето на бугарите во уставот. Како што знаеме, тоа е услов за да продолжат преговорите со Европската Унија, без тоа не може да продолжат, но како гледаме процесот не мрда од мртва точка, опозицијата нема некакви знаци дека ќе го смени мислењето, власта тврди дека ќе има мнозинство. Како на вас ви изгледа работата? Да бидам искрен, многу сум размислувал за овој проблем. Еве да речем да го оставиме тој партиско-политички момент малку на страна, не? И ако ги се соочиме со некои факти, што е така, не? Дека во Бугарија сепак има неколку стотици илјади, ајде сега да не го
citiram koji broj, bugarizirani, pretopuvani, asimilirani Makedonci. I to Bugarija go pravi stotina godina, posebno posle 45. godina nanazad. Za mene problemot je, kako bi rekao, govorimo od ove aspekte, podlabok sociološko-antropološki problem. Еве зошто. Мислам, и зошто некако како можеме сега да ја, ајде се условно, да ја разбереме Бугарија, да ја разбереме, не вака, да не биде погрешно. Може би се во право оние кои велат дека Бугарија нема никогаш да признае македонци пред 45-та година. Така. Затоа што одма ќе се постави тоа прашање, ако тоа го направи, што се оние македонци во кои се уште тлее некаква македонска бит, ајде, суштина, некој етнос, некоја култура, нешто кое го наведува на тоа. Што со нив? Што со оние семејства кои се поделени, останале тука во Македонија и отишле во Бугарија. И мисламе, виде, зошто на некој начин тоа ме измачи, зошто е тука проблемот, гледам дека тој има своја сега стратешка, не политичка, кај нас доби едни се внатрешна партиска борба, иако мене лично, еве, кога тоа би го ме прашувате што дали се внесат бугарите во уставот, зашто да не се внесат бугарите? Ние говориме за Бугарија, овие колку се тие 3000 и колку. Па така нешто беа на попис. Така нешто, не. Проблем ќе бидат оние, ајде, 100.000 кои што имаат пасоши, во таа смисла. Малку проблем, веројатно, не, во таа смисла. Се Бугарија, дали ќе бара се нови барања, ја дури сум исто понатаму сега во таа радикален, ако постави Бугарија некој барања се од некоја друга природа која што навлегува длабоко во, да речеме, во идентитетот, во јазикот, тогаш во таа смисла преговори не може да постојат со Европската унија. Мислам, треба се прекинат и едноставно да се соочиме со тоа дека ние, се додека Бугарија става вето, не можеме да бидеме членка на Европската унија. Во било која смисла. Во поглед... Реков ова што рековте вие, сега нашите партии, особено овие македонските партии, тоа добро го искористија и се води една внатрешна, би рекол, партиско-политичка борба, не. Поделено е македонското ткиво во таа смисла за и против на некој начин, као едни се за Европа, другите се не се за Европа. Мислам дека овие елити кои што управуваат и владаат последниве 20 години, барем во Македонија, според македонскиот блок, они во голема мера се влега во таа коруптивни, како би рекол, сфери, не? И дури таа борба повеќе наликува на една клановска борба меѓусебна, не, на некој начин, а народот некако се приклучува кон едни и кон други. Треба едно пожелно и потребно едно поголемо единство во таа смисла, барем што однесува до македонскиот блок, зборувам на политичката и партиската сфера. Тоа за жал го нема во Македонија. Да, оно што го спомнавте за бугарските пасоши, интересна вест дојде минатата недела од Бугарија дека тие веќе подготуваат закон, каде законски измени се почнати да се објават сите македонски кои имаат бугарско државјанство. Па така бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој често има радикални ставови кон Македонија, мора да кажеме, вели дека 120.000 бугарски пасоши наскоро ќе се откријат, па вели сите тие во Македонија што се, како што тој вели, карикирам, се прават патриоти, наскоро ќе се дознае дека имаат бугарски пасоши. Вели таму има министри, бивши, пратеници, набројува и така натаму политичари од сите врсти. Доколку навистина дојде до тоа, бидејќи има различни мислења, има други кои велат дека тоа е малку и блеф на Бугарија, дека нема да се оствари до крај, но еве, доколку дојде, ќе има ли некакви големи пореметувања тука во земјава во однос на тоа, ако откриеме кој се има бугарски пасош? Виде, да речеме да се има пасош на друга држава, не е тоа, не знам каква, некоја греф. Да. Но процедурата на давање на, колку што ја можев да, како ми раскажуваше еден кој што добил бугарски пасош, не, е, како би рекол, грозна, дури малку неразбирлива, вие мора да изјавите дека имате бугарско потекло, дека вашите и така натаму и така натаму.
To je ona što je, kako bi rekao, mnogo neprijatno, mnogo nezgodno, ona koja što je razurnuvačka ovde. I ako nekoj to go potpišal i go izjavil, a je na funkcija, ne znam toj čovjek da li će može se dviži normalno po Skopskite ulici. Znam za Skopje, ne znam. Ili bilo kada u Makedoniji. За вашиот дедо кој се превртува во гроб, вие без негова знање и дозвола велите дека бил бугарин. Не, тоа е страшно. Ја да не можам дори да помислам во таа смисла што може да се случи. Внимавајте. Ако самата процедура, вие да имате, да речеме, пасош на Грција. Грција нема да ве тера, вие дека сте, не знам што, или на Германија и така натака, или да не зборам за Америка или било која држава. Но овде тоа се бара изричито вие да кажете дека имате сега тука Бугарија веројатно во нивните проекти кои работат на јајно време, таму кога се распадна социјализмот, контактираме со Институтот за социологија на Бугарскиот на Софијскиот универзитет, али тие тогаш многу работеа на некои проблеми кои што за нас беа некако, како би рекол, надвор од тој интересот. И Бугарија веројатно го пресметала тој момент и мислам дека таа првата како констатација е дека Бугарија нема тоа да го направи, но може да го направи тоа Бугарија. Да ги објави тие имиња и барем се говори сега, ја и не верувам, го прашував еден кој што е на врвот во политиката, вика точно тие ги роди на име, имаат бугарски пасоши. Значи, Јас и некој лично не можам да поверувам во тој момент, во тој факт. Мислите дека значи би имало силни реакции во држава ако ги објават? Апсолутно. И тоа ќе направат тие колку Бугарија би имала полза, корис од тоа, не? А не за нас, нас не интересира още тоа. Да, па се разбира. Во однос на уставните измени имаме сега уште еден друг аспект, тоа е така наречениот албански фактор, ајде да речеме. Албанската опозиција вели дека дел од нив, како Беса, например, или сега ново формираната партија на Изет Меджити, Демократско движење, вела дека тие нема да гласаат за уставни измени доколку не се смени формулацијата за албански јазик во уставот, каде што вели дека јазикот над 20% од тие што го зборуваат. Алтернатива пак има друго барање, те имаат амандман во уставот кој се однесува на корупција. Вела дека нема да прифатат уставни измени без тој амандман за борба против корупција. Дуи пак вели дека сега не е време за било какви други интервенции во уставот, освен да се фокусираме само на ова прашање, да го продолжиме европскиот пат. Тоа е ставот на Дуи, барем за сега. Мислите ли дека, доколку ВМРО ДПМН на некој начин и се убеди да гласа и се направи консензус, дека овие барања на албанските партии може да бидат проблем? Ја не верувам, но едно можам да предпоставам во однос на она што го бара Беса, во однос на тие 20%, они стануваат свесни дека и веќе помасовно имаме иселување и на албанците од Македонија. И они ако паднат по 20%, практично ќе се дојдат во прашање тие начела на, односно членови на уставот во однос на јазикот и многу други нешта во таа смисла. Иако да предпоставиме дека попис ќе има наредни 10 години или 15 такви. Па кај нас како да работите? Да. Како кај нас тоа може да не се случи да нема, не во таа смисла. Тука доаѓа од тоа и се вториот момент е онај, како вериме ние, политичкиот, кога се приближуваат изборите, не. Ние се бориме, така, правиме нешто, тие не се приклучуваат кон веќе големата партија, као што е Дуи, тука едноставно сакаат да си обезбедат едно место во некоја идна влада, без разлика дали таа ќе биде во таа влада Дуи, односно дали ќе биде, мислам, на ВМРО и на СДСМ. Во тој контекст, не, како да се обезбедат еден, барем 4-5, 6 пратеници, чисто да добијат гласови. Да добијат гласови, за да може да имат некакво влијание во таа смисла и да бидат дел од тој колач кој се, знаете, во Македонија како се дели во смисла на тендери, во смисла на вработување и така натака, каде што ние сме во голема мера една, како би рекол, партизирана држава, не. Сега некој зборува, гледам, за деетнизација, барем што се однесува до вработувањето, но некои процеси се толку
како би рекол, навлезени во длабокото, тешко можете вие денеска да го доведете во некаков нормален ред. Иако, еве, ако почва преговорите со Европската Унија, им дадено знаење, не? 30-40 илјади. Сега, ајде, 30.000 административци треба да бидат отпуштени од работа. Ние имаме прегломазна администрација. 1000 и колку се, 200 институција, не знаеме за што работат, не, преполни, нема кај да седат на работа. Многу нешто, а не ефикасни. Ево што викате време на дигитализација. Така, кој што поедноставува работите. На вештачка интелигенција. Каде што и сега и тие роботи ќе ви даваат ова, речете, лични карти и не знам што, а не една армија луѓе кои што седат и удират печати. Мислам, ова што сакам да го во тој смисла да го потенцирам, особено тој вриеш настанува кога се приближуваат избори за Македонија, веројатно ќе има за брзо време, не? Може и предвремени, може би и редовните веќе се тука некаде, како би рекол, на прагот, не? Кога се одиме по тие прави. Тоа е веројатно поврзано со уставните измени. Апсолутно. Дали ќе има, дали ќе нема, сите тие тајминзи зависат од тоа. Албанците, не знам кои права они повеќе ги немаат. Јас се прашувам ова. Јазик, така, образование, вработување, министри, влада, се што може да дури во некои видите нови социјалните мрежи, као македонците се во таа смисла загрозени. Дожди стои таква констатација. Има и такви констатации, да. Апсолутно не, не навлегувам во тоа во суштинство, не, но стои до некаде, не затоа што имате веќе институции каде што 60-70% се албанци. Што не е во ред, така. Барем колку дали е тоа точно. Така да во таа смисла ние сме во еден, како би рекол, предизборен вриеш, се бараат тие позиции, не, каде она му е најкорисно да се придобие тоа гласачко тело. Се појави, имаме уште еден интересен развој на настаните, тоа е во ВМРО ДПМН со воскреснувањето на Груевски на медиумската сцена, значи тој одамно се нема појавено со слика и збор, онака што се вели со видео, се појави, беше предизвикан од Мицкоски, после тоа негово интервју во Дојче Веле, па настана една серија на препирки. Сега се смирија, изгледа работите решија да ги закопаат секирите барем на кратко, но сепак видовме дека Мицкоски и Груевски се моментално на различни страни, а тоа е за ВМРО ДПМН, претпоставам, голема работа. Бившиот лидер и сегашниот лидер. Тешко може да се... И се разбира сето тоа е поврзано со уставните измени, бидејќи едниот со другиот се обвинуваат. Кој Мицкоски вели дека Груевски е договорен со власта за уставните измени, Груевски вели дека Мицкоски е договорен. Па него го користи како алиби. Не можам верувајте ова, иако постои во ВМРО таква една историја, не, да се врати некој на тие водачи меѓу себе, ВМРО се, кој е ВМРО. Тоа го каже Љупчо Георгиевски, вели истото што ми го направи на мене Груевски сега, истото му се случува. Така, натака што е ја создава, па тоа е дел од таа, би рекол, ајде како да ја наречам, реторика, односно таа слика која се создава. Дури би рекол тоа, некои имате дискусии кои што се надвор од реалниот живот, од реалноста. Ние во суштина Македонија со што се занимава денес? Каде е насочено тоа внимание? Тука за мене лежи една од тие, како би рекол, големи проблеми. Што ние мораме да се соочиме, да фатиме еден чекор кон, како би рекол, кон тие промени, не пред се, да дојдеме до еден степен на, како велиме ние, на тие европските критериуми, стандарди на функционирање на една нормална институција. Тоа е патот кон Европа, тоа е Европската унија на крајот на краиштата. Ние тоа многу малку го правиме. Еве говориме за, да речеме, за високо образование, а еве со години не гледаме никакви поместувања во тој поглед. Внимавајте. Или еве да не зборуваме се за судството, не, па и здравството, ова што доживуваме во таа смисла, па тоа е државата во суштина, така. Ако ние ова не се
nema jedna realna, bi rekao, poradikalna, pootvorena promena, ne, da se dave do znanja дека morаме да чекориме да посериозно кон тај европските правила и принципи на однесување, тешко можеме да понатаму да функционираме, ќе падеме во поголема криза, не. Добро, во сега само уште ова од Мислам, беше и во тој контекст она што говориме за Груевски и Мицкови. Тоа е една, како би рекол, на периферијата на оние суштинските случувања, не, на периферијата, не. Да. Се тие може да не забавуваат до кога. Преполни се медиумите во таа смисла. Ние сме си знаеме кој беше Груевски во таа смисла, не. И може се врати утре Груевски, че ја свето. Може ли да се врати на вистина како што сите Па, велат? може. Онака дури има и тоа шеги, вели ќе се врати на бел конј, ќе помине низ неговата триумфална порта, што ја направи, така ќе се врати. Може. Може, да вете погрешно, нема таа смисла. Да. Дека е ова Дека кај нас е можно, терен, некој дека зашто тој беше еден од тие кои што Добро, Али Ахмети го испофали. Штом Али Ахмети така те фали за нешто, не е случајно. Не е случајно тоа, Да. Апсолутно. Уште ова во поглед на политички аспект на ова прашање, има две тези. Едната е дека Мицковски го прави ова за да се ослободи од баластот на Груевски, сака да се одели од него, да каже дека не е поврзан ниту зависен, но од друга страна гледаме дека Груевски, барем според статусите што ги пишува на Facebook, но и според испитувањата на јавното мислење, високо котира во анкетите. Апсолутно. Многу луѓе се уште веруваат во Груевски покрај се што И ќе веруваат секој. покрај се што се случи. Значи, може ли да биде проблем за Мицковски ова во партијата како внатрешно Може, прашање? оне веќе Судирот со Груевски. има едно, као што гледаме, едно навестување дека тоа може да биде проблем. Да настане расцеп некој крило, не. Оној момент кога тие ќе видат, тие што ќе го прават тоа некој друг бенефит. Така. Тие нема да го направат тоа во интерес само на Груевски, во таа смисла, туку е еден, како би рекол, некоја гаранција дека нешто ќе добија за тоа. Тука лежи тој проблемот. Не е Груевски сам по себе во таа смисла некоја вредност, оти ние сме, особено во тие кругови партиски, не, тоа се строго рационализирани, не така практизирани, како да го наречам тоа, не, пресметливи потези. Не се тоа потези од некоја подлабока идеолошка вредностна позиција, па вие да правите нешто без, затоа што сте убедени во таа смисла, така да, без да ги пресметате тие добивки на еден многу попрактичен, како би рекол, да не речам профитен план. Тоа стои во духот, во добар дел во македонските партии. Барем ова што се случува последните 20 години. И тоа има многу аргументи во тој поглед. Да. И ќе е тоа, господинот Лјупчо, не? Една емисија, мислам, не беше и кај вас, во нови телевизии, дека кој јас сум бизнисмен, Бога молю. Во таа смисла, не, 2-30 милиони евра. Така? Да. И како ги заработи тие 2-30 милиони евра? Со платата која земаш од ВМРО, односно као премиери, не знам што. Затоа чепкањето во, како би рекол, во тие сфери, она создава, разбранува некада, не, и одма тие, како би рекол, се мобилизираат и не дозволуваат баш така лесно да дојде до тоа. Не. Јас сепак не верувам многу, не. Иако некојаш, ако излезе некој работи од контрола, може и тоа се случи. Да, кога зборуваме веќе некако со овие уставни измени како да се испреплете целата политика, сите случувања, па еве и измените на кривичниот законник и ова енергија да се потроши она, да. Се потроши, но некако се испреплетено и се е во духот на тие уставни измени, изборите, така натаму. Сега имаме и оваа амнестија за помали кривични дела, како што најавува министрот за правда Кренар Лога. Тој е негов предлог, но некако зачудувачки отпорот, освен од опозицијата, што е разбирливо, бидејќи опозицијата во принцип кај нас блокира се што доаѓа од власта, имаме отпор и во самата влада. Па така, прво премиерот Ковачевски рече дека тој СДСМ ќе предложи амандман кој ќе
го регулира, да речеме, ослободувањето на оние што се обвинети во случајот Монструм. Значи, не зборуваме за главните извршители, туку за двајцата помагачи. Информација која инаку ја објави телевизија 24, дека може да се случи. А министрот Спасовски за внатрешни работи исто така излегува дека е против, во две изјави вели дека нема да има бенефит од тој закон за амнестија. И сега тука имаме проблем, значи, внатре и во самата влада за ова прашање. Па има затоа што на некој од нив и како да избива, би рекол, дека тоа нешто не е во ред, така. Не може да се помират лично со тоа, да прифатат нешто во кое што тие можеби партиски ќе се убедуваат, но постои некои внатрешни пориви, не, така, мотиви, вредности кои што чекајте па сега, тоа не може да се случи. Ова сакам да го потенцирам, да го нагласам дека во Македонија, како би рекол, ова дискусија, ова борба, овие пореметувања кои настанаа во една поширока смисла, не, околу внесот на бугарите во уставот, она многу други нешта ги исфрли надвор од било каква, како би рекол, размислување, и сега кога ќе дојдат вакви некои нешта неподготвени, ние така реагираме. Така. Ние не сме дури, ајде да зборуваме на ниво на обични граѓани, но и во самите овие кои што може експерти кои се разбираат, да речеме, во уставно право, во она што е законодавство и така натаму, има исто така големи несогласувања, што тоа е знак, всушност сигнал дека нешто не е во ред. Ако вие двајца врвни експерти, да речеме, се спротистават на еден акт кој што го носи државата. Тоа нешто не е во ред во таа смисла. Затоа сме излезени од една, како би рекол, една нормална ситуација, состојба, не? До колку ќе трае таа, до колку, кое време, тоа е веќе прашање на... Или дали ќе бара таа некоја разрешница по-радикална, на некој начин. Ова со амнестијата, професор, е интересно од уште еден аспект. Сега, ние не навлегуваме во тоа дали е исправен овој закон или не е исправен, дали треба или не треба, но има, ако ја видиме по широката слика, ќе видиме дека ние многу често имаме амнестија. Значи, не знам, на некои 5 на 10 години ние имаме некаков закон за амнестија. Почна со Ѓорѓе Иванов ова. Па и предходно мислам дека имаше некакви амнестии. Зборувам и кои не се секогаш поврзани политички, туку едноставно поради пренатрупаност на затворите, така натаму. Кои се пренатрупани, живот во затворите. И се пренатрупани, тоа е факт. Но имаме често и легализација на дивоградби, масовна, да речеме, од државата. Тоа беше исто кога 2012 година со законот на ВМРО кој донесе за... од време на време, па секи легализираме од еднаш. Секи легализираме, ете доведе до која си тоа состојба сега. И сега се поставува прашањето дали ние некогаш имаме намера да спроведуваме закон, или само вака како површно, па после секи пуштиме, па пак 10 години, па пак сите ќе ги пуштиме и така натаму. Тоа има сепак една цена на функционирање. Вие не можете докрај да одите така. Тоа е проблемот. Јас знам, да речеме, можам да го не во сите области, во образование, во урбанизмо, да речеме. Не? Да. И што добивте од Скопје? Тоа се легализира, дури имаше тој во тој закон, веќе кога го спомнуваме тоа за ова легализација, вие не можете се да легализирате. Не можете да го легализирате она која што има апсолутно смета, мислам, пречи, во собрајање, во не знам што. Тоа не можете да го легализирате. Тоа можете само да го страните или да направите некоја програма или некоја активност, да доведете едно подрачен дел да функционира нормално. Сега се легализира. И вие кој ќе, да речеме, во таа смисла, тоа е така најлесно практично. Плаќате данок, така, за градба, колку ќе кажи тоа. Општината за едно известно време функционира, има пари, но последиците за подолг рок се стравични. Само во тој контекст. Но така и апсолутно се охрабруваат оние кои имаат намера да прават дивоградби. Па и многу изградија тоа нешто, почна да ги изградија, мислам. Бидејќи вие сега ако сакате да направите дивоградба, знаете дека сигурно ќе ви се легализира и дека сигурно нема да ви биде урната. Кога пак говориме за тоа, например, во некои држави, да не испомнувам и во Италија, вие можете да градите диво, така? Ама државата тоа го запленува, го зема и ви вели, вие продолжите да градите па понатаму диво, така? Без закони, државата има корист.
Nije се и тоа, имаше еден објект тамо го срушија. Зошто го рушите горивото? Ако веќе сте дозволиле тој човек да изгради зграда, не? Што сте правили до тогаш? Ние Се е немаме направено да ја урни. И то не иде, мислам, не знам дали можам да како да го објаснам тоа, да се даде до знаење. Ако немате, за тоа говориме дозвола, така за градба, едноставно државата тоа го запленува и државата нека одлучи што ќе прави со тоа. Па повелете, градете. Па градоначалникот на Центар Герасимовски најави измени на законот за да може државата да запленува такви објекти. После онаа девоградба на пластичарска, која веќе со години се прави, но нема нешто. Од тоа гледам дека нема никакви знаци дека тоа нешто ќе се смени. За тоа треба далек поголема храброст и поголемо разбирање, слога со тие, кои што ги носат тие закони. И за крај, професоре, прашањето за измените на кривичниот законник, исто така тоа опозицијата и власта има различни мислења. Власта тврди дека се носи за хармонизирање со европското законодавство, дека имаме застарени членови во кривичниот законник, дека ова е налик на германското, например, дадоа изјава. Додека опозицијата, морам да кажам дека смени тука два става. Првиот став на опозицијата беше дека тоа го прави власта за самата да се спаси од кривичен прогон, па потоа кога дојде судирот со Груевски, го сменија ставот, па кажаа дека тоа е направено во содейство со Груевски за неговите дела да се избришат. Така да тука ние во сушност тоа не е диалог, разговор, како велиме, за квалитетно законодавство. Тоа е едноставно една партиско-политичка пресметка. Политизација. Политизација која што вие ставите ги менувате како ќе дојдат некакви ветришта или како ќе почувствувате внатре во партијата или што доаѓа од надвор. Инаку формалното усогласување на законите со европско не е тоа толку проблем. Како тие да профункционираат? Во тоа е проблемот. Како тој закон да, како би рекол, добие една реална смисла како може да се реализира. Тука е проблем за Македонија. Инаку е, докај што имам некоја информација, дека еден голем дел од законите во Македонија се усогласени со европското законодавство. Земите во Европа. И над 50% беше усогласено. И како тие функционираат? Ние намаливме корупција, функционалност на институциите се зголеми во таа смисла, луѓето се позадоволни, луѓето веруваат во судството. Како ги усогласуваме законите, така паѓа таа, би рекол, верба во судството, во институциите во Македонија, што е сега спуштена на некој ниво. Значи, тие намалени казни, да речеме, за кои, сите ги критикуваат, прашање дали тие ќе се спроведуваат? Прашање е тоа, да. Прашање, големо прашање. Да. Добро. Професоре, ви благодарам за ова интервју. Благодарам. Професорот Илија Ацевски за првиот дел од Студио 10.